Се вклучуваме во живо на преварот во женска кадарска конкуренција помеѓу екипите на Делчево Вардар и Ехона од Гостивар. Натпревар кој се игра во спортската сала Методи Митевски Брицо за почеток пред околу 80 на гледачи. Очекуваме што побројно присуство на нашите верни навивачи на ЖВК Делчево. Пред почетокот на надпреварот да ги соопштиме составите за двете екипи на голот на РК Делчево, Тричковска Теона и Гоцевска Антонија, Величковска Дејана, Манова Софија, Кјучиска Анастасија, Димитровска Андреја, Вирчанска Леонтина, Бојана Георгиевска, Манова Андреја, Велкова Ива, Јована Димитровска, Андреја Димитровска, Јовановска Мелита, Трајковска Катерина и Кускинска Екатерина ќе излезат на теренот. Тренер на екипата Горан Велков. Кај гостинките на голот Елена Георгиевска, Байрам Елиф, Георгиевска Марија, Далипи Хана, Јана Андоновска, Доа Абдулај, Лина Исмаили, Бленда Абдулај, Алтина Хасани, Мусли Монера, Асани Агнеса и Мила Николовска ќе настапат за тимот на Ехона. Тренери на екипата Фарис Елмани и Радислав Стрезовски. Дежурен лекар Викторија Джабирска, записничар Марија Велкова. Од службените лица ги издвојуваме и Гоце Стоилов, кој ќе го мери времето, Гоце Стоиловски, а суди на надпреварот се Андреј Јорданов и Виктор Терзиевски од Скопје. Контролор делегат на надпреварот Сашо Сотировски исто така од Скопје. Во очекување сме да започне првото полувреме од надпреварот. Првиот напад ќе го има домакинките од Делчево. Јовановска Мелита, Кјучиска Анастасија, Андреја Димитровска, во почетниот состав на екипата. Тука си Бојана Георгиевска, Величковска Дејана и Мелита Јовановска во домашниот состав. Првиот напад, како што кажавме за Делчевки, имаше ли овде 7 метри, така е. Бојана Георгиевска со број 28 ќе го изведе првиот пенал. И брани Ѓоргиевска. Напад за гостинките од Гостивар. Добра задржана овде Хасани. Агнеса Асани. Марија Георгиевска на теренот, екипата на Ехона брани вториот голман на Делчевки Антонија Гоцевска. Останува 0-0. Димитровска ќе шутира, така и постигнува гол. 1-0. Водство на Делчевки. Кибирова црст надпревар, така каже и тренерот во неговата најава. Пристигнуваат се повеќе гледачи, веќе 100 на трибините во спортската сала Методи Митевски Брицо. Повторно ќе биде изведен овој прекин. Николовска. Брани Антонија Гоцевска. Но топката повторно до Гостиварки. Уште една успешна. Сето тоа предизвикува бурни аплаузи кај публиката. Останува 1-0 за тимот од Делчево. Нова шанса за 2-0, уште еден пенал. Ќурчиска таму се избори за да
доведе домашната екипа пенал, а ќе шутира сега Андреја Димитровска. Панува. Ја зафати некој топката од играчите на РК Делчево. Топка за Јехона. Повторно успешна Гоцевска. Димитровска и Јовановска. Шанса за 3-0. Така е. Оно што е добро е што домакинките веќе водат со 3-0. Се игра четвртата минута. Еве го и првиот гол со број 5. Марија Ѓоргиевска, стрелец на првенецот на екипата од Гостивар. Грешат гостиварки, еве можност за брза контра преку Димитровска, но не успеа да дојде топката до Величковска Дејана, бидејќи судиите свиреа игра со нога. Повторно обид на Ѓоргиевска да го постигне вториот гол, фаулирана. Не успева со број 10 Бленда Абдулај, топка за РК Делчево. Бојана Ѓоргиевска, силна топка за Величковска. Во најдобра намера да ја проигра својата врсничка, греши. Останува водството 3-1 за Делчевки, но грешат и гостиварки. Еве сега можност. Убаво се снајде таму Димитровска, Ѓоргиевска шанса да исправи својата грешка и гол. 4-1. Имаше ли овде може би чекори, судијата вели не, со 24 број беше тоа Мила Николовска во екипата од гостинскиот тим од Гостивар. И сега ја исправа својата грешка и постигнува гол за 4-2. Нов напад за домакинките. Нема промени за сега во составите. Димитровска, така е. 9 метри велат судиите. Одличен слалом овде беше задржана, но не шутираше, инаку ќе беше пенал. И ова е гол. Нов гол за Мелита Стојменовска. Да не дојде до забуна, со 23 Мелита Стојменовска, додека со 35 Мелита Јовановска. Еве сега Величковска, но чекори велат судиите.
Останува 5-3. Што ли сега виде овде судијата прекршок? Може би ситен контакт, но како да играта продолжува. Сврсла борба овде на Стојменовска и Георгиевска. Продолжува нападот на гостиварки. Повторно фаул вели судијата. Задржана од Димитровска и Килчиска. Гостинската ракометарка. За сега имаше ли овде може би дупла? Да, така е. Двојно водење на топката. Георгиевска, Димитровска. Малку погруба игра досега од гостинските ракометарки при напад на домакинките. Еве сега Јовановска. Така е. 6-3. После вика 35. От се грешили дресовот. Ама две има милите, ле? Две милите има. Продолжува играта. Грешат гостиварки. Сега Јовановска краде топка кон Димитровска, да видиме и гол. Не! Сепак пред време. Ја видов топката во голот. Грешиме и во овој обид. Во најдобра желба Георгиевска да исправи грешката на Димитровска. Нема гол, но затоа гостиварки со нов погодок за 6-4. А тука нови 9 метри за нашата екипа. Две минути исклучување за ракометарката со број 7, Јана Андоновска, при овој пробив на Бојана Георгиевска. Сепак 9 метри. Оно што е важно дека од 11 до 13 минута гостинките ќе бидат со играчко молба. Брз гол на нашите ракометарки. Одлична комбинација на Димитровска и Стојменовска за 7-4. Одземена топка на Димитровска. Не го забележа тоа. Стојменовска беше свртена со грб. И сега нов гол за гостиварки. 7-5. Немаше и овде погодок. Судиите се двумеа дали да досудат фаул под притисок на гостинскиот тренер кој малку како да врши со своето гестикулирање притисок кон нивното судење, како и да е, тајм-аут на резултат 7-5 за Делчевки.
Продолжува играта со напад за екипата од Гостивар. Се игра започнува 13-та минута од овој натпревар. Подигната рака на судиите, најмногу 3 до 4 додавања, може би помалку, директно ќе шутираат најверојатно. Така е, блокираат, дали Стојменовски ќе биде побрзо, така е, топка кон Бојана Ѓоргиевска, дали ќе ја проигра Величковска, да, и еве го, првиот нејзин гол. За водство од 8-5. Повторно грешат ракометарките од Гостивар. Фаулирана овде Димитровска. Мирно сега може да се гради овој напад. Ѓоргиевска и Величковска повторно комбинираат. Ѓоргиевска сама и погодува. Период на стабилна игра на домашниот тим. 9-5 по тајм-аутот советите добро им дојдува на нашите ракометарки кои на брзина зголемија од 2-4 разлика. Подигната рака на судиите, млак обид беше тоа на Мила Николовска, која шутираше под фаул. Добра одбрана на нашите ракометарки. Повторно мора одма веднаш да шутираат Гостиварки и аут. Под притисок беа и затоа грешат. Еве можност за брз контранапад на Димитровска, која е фаулирана во овој обид да постигне гол. 15 минути се играат овде во Делчево од првото полувреме. Водство 9-5 за сега за домашниот тим. Пенал за пенал избори Ѓоргиевска. А Мила Николовска ќе го изведе. Теона Тричковска на голот сега кај домашниот тим. 9-6. Величковска погодува. 10-6. Грешат. Еве шанса за контранапад. Димитровска ќе ја прифати оваа топка и ќе постигне гол. За 11-6. Замена сега кај гостинскиот тим, со број 6 излегува Хана Далипи, а со број 10 влегува Бленда Ардулај.
се враќа во игра ова ракометар. Нема овде топка за Делчевки, но не, велат судиите, имало прекршок. Иако не сум сигурен. Газеше овде на линијата престап или 7 метри, да видиме. Судиите велат 7 метри. Се враќа Гоцевска на голот. Да видиме Антонија дали ќе одбрани. Не успева. 7 гол за гостинките. И моменталниот резултат, одлична акција и прецизна Димитровска. Ова беше маестрално. Грешат овде гостиварки, нема тука веќе што да судат судиите. И сега бргу напред Георгиевска. Греши и тимот на гостивар. Сега Мелита Јовановска убаво ја... Не, ова не би се сложил судиите, сепак некој критериум кој, еве да не бидам пристрасен, овде барем добро изгледаше водењето на топката, која ја украде Мелита Јовановска, но сепак судиската е последна. Останува 12-7. Имаше ли сега чекори на другата страна? Судиите велат не. 12-8. Димитровска се изнервира, но при тоа фаулирана и 2 минути исклучување повторно за ракометарката со број 7 Јана Андоновска. Како да компензираат сега за онаа грешка претходно? Ова беше шут кон голот, дали не требаше и пенал можеби? Сепак 9 метри вела дека фаулот бил надвор од 9 метри. (12-8) стои резултатот на семафорот. Сега договарање меѓу делегатот, судиите. Да видиме што значише тоа во однос на играта на теренот. Ништо, продолжува со напад за Делчевки од 9 метри. Стојменовска кон Ќурчиска. Со фаул е турната оваа топка, повторно топка за Делчевки. Се обиде директно Ќурчиска, но над голот. Останува останува 12-8. Браво за Димитровска. Но при тоа направила чекори, велат судиите. Удар по раката, повторно фаул за топка за гостите. Грешка на... сега Величковска ја забележа Димитровска.
која е незапирлива и го постигнува 13-тиот гол за домашниот тим во 20-та минута. 20 секунди и 40 секунди, 20 минути и 40 секунди се играат во првото полувреме. Во 5 разлика за домашниот тим. Овде нема ништо, топка за Делчевки, но не треба да брза Антонија Гоцевска. Таа добро си ја врши задачата на својот гол. Обид да се проигра Ќурчиска, сепак превисоко ова за неа. Прокоцка на шанса за зголемување на водството. Комбинира овде со број 21 и 24 Хасани и Николовска. Измамена сега Антонија Гоцевска. Хасани постигнува гол и тајмаут за Белков. Да повториме за сите оние кои сега се вклучуваат во надпреварот во живо, да го следат надпреварот во живо. Домашниот тим има водство 13-8. Овај надпревар во женска кадетска конкуренција второ коло. Рекај, слободно. Многу ли не гледа? Па не знам колку. Моментално нема. Продолжува играта. Мал преви 13-9 е резултатот, не 13-8 како што кажав. 4 гола разлика за Делчевки, кои има многу шанси, последните два напади не ги искористија за да биде поголема разликата. Сега одново во обид за 5 разлика. На 8 минути до крајот од првото полувреме. Обид да се проигра Димитровска, така е, не излегува топка до аут. Сега Стојменовска шутира одбиена топка. Веднаш ќе поправа својата грешка за кратко, но брзо организираат контранапад гостинките, но брани Антонија Гоцевска, одличната Антонија Гоцевска денес на голот на Делчевки. Еве сега Георгиевска во силен налет, во желба да што побрагу да дојде до голот на гостинките, испушта топката и сега нова можност да намалат гостиварки. Тоа и го прават 13-10. Сега тајмаутот се добро им дојде на гостинките, кои пред тајмаутот постигнаа гол, а сега уштедени и намалуваат на 13-10. Стојменовска, Димитровска. Така е! Само со ваква игра може да се надеваме на победа. Бидејќи се работи за цврст тим, кој секогаш добро поминувал во Делчево. Барем минатата година се сеќаваме на еден таков надпревар, во кој срекни би рекле победија. И сега одлично земена топка. Мелита Јовановска кон Димитровска, Стојменовска и нов гол. На брзина ги враќаме оние два гола што ги изгубивме. 15-10.
Ги гледаме, најмалите се загреваат на полувреме, ќе има повторно екзибицијски натпревар. Антонија Гоцевска повторно фаќа. Висока топка до Дејана Величковска која ќе ја проигра Димитровска, а таа ќе постигне нов гол. 16 за домашниот тим. Наспроти 10 погодоци за гостинките од Гостивар. Сега безидејно делуваат кадетките на Јахона. Прецизна со број 24 Николовска. За 16-11. Ке влезе во игра Леонтина Вилчанска. Поточно најверојатно во наредниот напад ќе се случи тоа. Задржана Бојана Георгиевска. Топка кон Величковска. Фаул за Георгиевска. Уште 5 минути до крајот на првото полувреме. 16-11 е резултатот. Брани сега Елена Ѓоргевска. Брани и Антонија Гоцевска. Дали ќе прифати Величковска? Не. Остануваат во напад гостиварчанки. Исклучување за голманот кој реагираше на оваа одлука. Сега ќе мора да излезе еден играч од домашниот тим за да влезе друг голман. Во случајот Теона Тричковска. Па може би Величковска овде не се гледаше најдобро дали ја доправа топка, но судиите откако досудија топка за гостиварки. Антонија Гоцевска сметаше дека тоа не е вистинско решение и исклучена. Сепак добар голман и Теона Тричковска, така што за малку ќе беше исправена оваа неправда со одземањето на топката од страна на Бојана Георгиевска. Резултатот се уште 16-11. Брани, така е Тричковска. До топката доаѓа Димитровска. Иако со играч помалку, сега стрпливо треба да се гради овој напад. Беше сама за момент. Одлично Димитровска. Таму се интервенира нешто тренерот на гостите, дали ќе биде санкциониран. Велат дека ова не било гол, дека топката влегла од надворешната страна. Останува сепак истиот резултат, 16-11. Браво! Добро се брана домакинките покрај тоа што се суиграш помалку. Нема овде ништо. Ајде сега контранапад. Дали ќе ја стигне Стојменовска, да видиме. Ѓоргиевска и гол. Застана за момент Стојменовска, барајќи соиграч, го пронајде во Стојменовска, во Ѓоргиевска и зголемува Делчевки на 17-11. Немаат сега идеја гостиварки. Престап, вели судијата, не важи овој гол. Уште 2,5 минути до крајот на првото полувреме. Одлично проигрување, одлична комбинација. 18-11.
Ова го бара публиката, ваква игра, за да нема никакви проблеми. Сега со број 6 постигнува гол кај гостинките Канада Липи и намалува на кој постигнува 12-тиот гол за својата екипа. Овид беше тоа да се проигра Вирчанска. (28:39) на семафорот, уште минута и 20 до крајот. Стојменовска постигнува нов гол. Јави се Велко! 19 за домашниот тим. Јави се Велко! Последна минута од првото полувреме. 19-12 за Делчевки. Високо на голот по одбивањето од стативата. Нов напад за Делчевки кои имаат можност да го постигнат 20-тиот гол во првото полувреме. Можат овде слободно да комбинираат Величковска и Георгиевска, да влезе во просторот до 7 метри и да постигне гол Георгиевска, што и го прави тоа за 20-11. За 20-12, поточно. Шобе се! 4 секунди до крајот. Сега треба висок скок при овој шут на гостинките, да се блокира овој удар. Крај на првото полувреме, дали ќе биде изведен само слободен удар. Ќе мора повторно добро да се постават домашните ракометарки. Им дозволат судиите да се обидат буквално во последниот шут да ја намалат оваа разлика ракометарките на Ехона. Брани за секој случај Тричковска, 20-12 крај на првото полувреме. Водат домакинките. Сега следува мал екзибицијски натпревар помеѓу младите категории на РК Делчево, кои ви излегуваат на теренот. Одат во соблекувалните да ги слушнат советите од тренерите и двете екипи за време на оваа пауза на полувремето. А најмалите ракометарки и ракометарчиња ќе имаме можност да погледнеме што научиле за време на оваа 10-минутна пауза. Биде? Ще биде?
Да напоменем уште еднаш дека е пауза моментално на кадетската пресметка помеѓу РК Делчево и РК Јехона. Додека очекуваме да почнат возбудувањата во второто полувреме, ги следиме ракометните вештини на овие млади ракометарки од РК Делчево. Полека се враќаат на теренот возрастните. Борба за топка. Каква ли само акција беше ова? Ракометот одамна се негува во Делчево. Повозрастните генерации сигурно се среќаваат кога овде на игралиштето. На местото каде што сега се наоѓа спортската сала имаше игралиште на кое настапува машка екипа, беше овде преполно, претесно. Потоа ги паметиме настапите на женскиот ракометен клуб Партизан некогашен. Така што може да кажеме слободно дека ракометот одамна има традиција во Делчево. Се возобнови практично со функционирањето на ракометниот клуб Делчево, со неговото формирање пред 10 на години, 15 можеби. И од тогаш константно на есен и напролет гледаме возбудлив ракомет овде во спортската сала Методи Митевски Брицо, која беше изградена пред исто така некаде 10 на години. Со оној проект за изградба на спортски сали во кругот на училиштата, тогаш и Делчево доби спортска сала, иако имаме и уште една кај стадионот која за жал од недоволно разјаснати причини не се играат на превари во неа. Привршува оваа игра на младите ракометарчиња, ракометарки и девојчиња. Во секој момент очекуваме да ја заврши својата игра и да продолжи надпреварот, поточно да започне второто полувреме од надпреварот помеѓу кадетките на ЖРК Делчево и ЖРК Јехона. Шут! Браво!
Напред! Напред! Айде! Това беше чист пенал. Не се признал. Глед! И за две! Судия! Не ти! Гледаш ли? Гледай! Браво! Браво! Кой набиваш, бе? За двете? За нашите! Хватай! Айде! Айде, дете, върти се! Айде, Аце! Това беше фаул. Нека ме този судия. Абе. Браво! Крај на овие екзибиции од најмалите ракометарки. Сега очекуваме да стартува за некоја минута надпреварот во За кого? кадетска конкуренција помеѓу ЖВК Делчево и ЖВК Јекона. Това со судијата не е ова што се сликате, оди и тренер. Откупен е судијата. Откупен е судијата. Неки се знае, По првото полувреме Делчевки водат со 20-12. Врди се! На 3-4. Браво! Браво! Уа судија! Брате, мой само за тебе, за нея, бе! Да не речеш па после, па кой се разпреде по тебе. Ай! Јави се Велков! Колко само по едно збрек? Само по едно збрека, бе! Коп! Не се ни јавува. Во второто полувреме првиот напад ќе го имаат гости Варчанки. Девојчињата кои играат во состав Ѓоргевска на голот, Бајрами, Ѓоргиевска, Далипи, Андоновска, Абдулај, Исмаили, Абдулај, Хасани, Монера, Асани и Николовска. За домашниот тим Тричковска, Гоцевска, Величковска, Манова, Ќурчиска, Димитровска, Вирчанска, Ѓоргиевска, Манова, Велкова, Димитровска, Андреја Димитровска, Јована Димитровска, Мелита Јовановска, Катерина Трајковска и Екатерина Пустинска. Одличен продор на Јовановска по оваа одземена топка за 21-12. Тренери на екипите кај гостите Селмани и Стрезовски кај Делчевки и Велков. Прв гол за Јекона во второто полувреме. 21-13. Да кажете на директорката на гимназија ролети да стави. Браво! Ме пачени ме параја за раката. Одлично сега Тричковска со нога е одбрани оваа топка.
Повторно Јовановска краде топка и реализира до крај. Вистински одработена контра. Ево сега 13-тиот гол. Чекори од ракометарката со број 24 Мила Николовска. Иако ја одземат оваа топка, чекори велат судиите. Стојменовска кон Јовановска, но Браво! Ѓоргиевска одзема топка, да видиме дали ќе го заврши овој напад. Еве сега Стојменовска ги исправа оние неколку грешки со погодок за својот тим. На место е Тричковска. Се разбрани во овие неколку акции кои ги има гостинските ракометарки. Сега Ѓоргиевска ја проигрува Величковска. Повторно топка до Ѓоргиевска. Ќе бара Стојменовска и така е. Радост меѓу навивачите за оваа убава игра, 24-ти гол на домашните ракометарки. Наспроти 13 за гостинките. Браво! Повторно брани Тричковска. Секоја чест. Секоја чест и за Антонија Гоцевска во првото полувреме, имаше серија добри одбрани. А сега Величковска може да постигне гол. Ја прочита оваа намера гостинскиот голман. Елена Ѓоргевска на голот кај гостинките. Останува 11 поени разлика, 24-13 за домашниот тим. Високо над голот, нема ништо од овој напад. Ке се организира смирен напад преку Ѓоргиевска, Величковска, Димитровска. Обид да се проигра Ќурчиска, борба за топка Ѓоргиевска, прва до топката. Но судиите до судија топка за Јехона. Две минути исклучување сега за Ѓоргиевска. 9 метри не важи овој гол. Назовите. Раз, два, три, земате ли броја? Капане, Николовска, најефикасниот поединец, ми се чини кај Јехона, постигнува нов гол. Колку има други? Пенал за Величковски, 2 минути исклучување. 24-15 за домашниот тим. Со оној претходен гол на Николовска, гостинките дојдоа до 15 поени, а сега можност за 25-тиот за домашниот тим. Мелика Стојменовска на линијата од 7 метри. Веднаш се реши да шутира, но брани
Ѓоргевска. А сега на голот се враќа Антонија Гоцевска и со одбрана стартува по враќањето во второто полувреме на голот на Делчевски. Ке мора да пак да спомнеме некогаш, не ми се јасни некои одлуки на судиите. Сега е момент кога малку се опуштени Делчевки, примаат два брзи гола, 24-16. Иако 8 голови разлика, меѓутоа треба да се внимава. Сепак имаме играч помалку. И тие и ние. А ова е ново исклучување за трето ми се чини во овој натпревар. За ракометарката со број 7 Андоновска. Браво! Ајде! Тој е победимо и на капа нога. Ајде, ходи! Така е, сама беше Јовановска и постигнува гол. Дваесет и 5-16. Можност за брз контрнапад. Стојменовска. Пресилно беше ова. Преголема желба. Борба за топка, топката останува кај Делчевки. Се бара малку смирена игра од поранешната ракометарка Милица Стојменовска. Ајде сега нов гол за Величковска. Десет голови разлика, 26-16. Близо беше да ја фати оваа топка Ѓосевска, но сепак гол велат судите, 26-17. 10-та минута од второто полувреме и вкупно 40-та се игра во овој натпревар во кадетска конкуренција помеѓу ЖРК Делчево и ЖРК Јахона. Ќурчиска престап велат судите, ќе беше тоа нејзин прв погодок. Иако пак не би се сложил. Тука е Гоцевска да одбрани, да не дозволи да се приближат повторно на 8 гола разлика до стинките. Останува 26-17 Димитровска. Ќурчиска фаулирана. Стојменовска ќе ја проигра Мелита Јовановска. Добро го покри овој агол Ѓоргевска и не дозволи да постигнат гол Делчевки. На другата страна успешна е и Антонија Гоцевска. Останува 26-17. Една минута се игра без гол на двете страни. Но еве гол на Георгиевска по овој време. За 27-17.
Згазна на линијата овде, тоа не го види судијата, топка за Делчевки сепак. Мислам дека последна играше со топката на коментарката со број 19, но судиите не велат така. Антоновска сега дава гол и намалува на 27-18. Две добри одбрани на Ѓоргевска за зголемување на нејзината самодоверба во финишот на овој втор делот на преврот. Но Стојменовска одзема. Да видиме дали сега ќе ја наруши самодовербата. Така е. Батаја. Браво! 28-18, време е за прв тайм-аут за тренерот на гостите Фарис Елмани. Продолжува на преврат по овој тайм-аут. 28-18. Брани Антонија Гоцевска. Нова одбрана нејзина. Ајде! Браво! Ајде! Со број 32 во игра е Лускинска. Нема гол на двете страни. Ајде, Еки! А во игра е и Велкова која постигнува гол. Со број 30 Велкова прв погодок на овој надпревар. 29-18. Антонија Гоцевска продолжува со своите одбрани. Исклучување беше тоа туркање. Јовановска во обид да постигне гол. Фаулирана при овој обид. Пенал, пенал бе, брате. Абе, какво викаш ората? Леонтинче бе, брат. Јајки доле. Абе, на еки дай. Грешат нашите ракометарки. Одземена им е оваа топка.
Одземена топка од Георгиевска, Бојана Георгиевска во обид за нов гол, така е. Гол број 30 за домашниот тим. Браво, Бојана, браво! Браво! Па само ако си останиот. Свалиот човек. Неа гурна. Пенал за гостиварчанки кои имаат можност да го постигнат својот, но не успеваат да стигнат до 20 поени, до 20 гола се извинувам. Сега Димитровска. Ке паци дијат. Триесет 18 од мрежичката овде не се гледа добро резултатот. Уште е рано за 20-тиот погодок на гостинките. 12 голови разлика за Делчевки. 45-та минута. 46 уште 14 на секунди. Ќе започне. Гоцевска во обид бргу да ја проигра Георгиевска. Така е за 31 гол. Воодушевување меѓу публиката. Браво! Јована! Соджек! Почитай го! Јова! Ганчо! Димитровска. Дали ќе оди со Велкова? Така е, Велкова. И ја оттурнува топка од гостинската ракометарка, но без фаул. Ќе беше тоа можно за втор гол на Велкова, но нема ништо од тоа. 31-18. Брани сега Антонија Гоцевска. И нова можност да се проигра Величковска сега. Ајде, Ане! Или кој е тоа? Димитровска. Браво! Така е. И Димитровска постигнува нов гол. Браво, Ане! 32 за својата екипа. Иако е рано да се каже, ќе сочекаме уште некој гол да постигнеме, па да ги прогласиме Делчевки за победници. Димитровска на брзина 2 гола. Беше ли фаулирана при тоа, судиите велат не. Се едно. 33-18. Немаат идеја гостиварчанки. Надиграни досега целосно. Не може вака да се совлада Гоцевска, таа ќе си шутира напред да додаде до своите соиграчки, но Кјурчиска овде имаш убав обид од стативата, прво ја допре оваа топка Ѓоргевска, не успева да го постигне незиниот прв гол. И по подолго време, 19 гол за тимот на Ехона, 33-19. Прекин на надпреварот, може би тајм-аут, се повреди овде со број 7 во составот на Ехона Андоноска и се укажува помош. Лошо сгазнала најверојатно. Во меѓувреме тајм-аут побара Велков.
Станка. 12 минути до крајот на надпреварот во кадетска конкуренција меѓу РК Делчево и РК Јехона. Девојчињата од Делчево водат со 33-19. Обид на Вилченска, фаулирана Георгиевска, наоѓа простор и дава гол. Меѓу најефикасните поединци на овој натпревар Бојана Георгиевска. Манова во игра. Одлична проценка на Вирченска и остави топката да отиде во аут. Се останува во напад домашниот тим. (34-19). Имаше ли можеби пенал овде? Не, вели фаул судијата. Георгиевска, дали ќе го промени уште еднаш патот до голот? Брани Георгиевска. Повторно топката кон Георгиевска. Јовановска, беше голова, така е. Браво! 35-19. Веќе се е јасно на овој натпревар. Антонија Гоцевска брани. Ѓурчиска Трајковска сега во составот на Делчевки. Трајковска и Манова се новите имиња. Добија шанса да влезат при ова убедливо водство на Делчевки. Еве ја Ѓурчиска. Пенал би требало да дозволи таа да го изведе, но Сима овде правило кој изведува пенали. За прв пат на овој натпревар Јована Димитровска во игра, која ќе го изведе пеналот. Ајде, Јована! 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 Прв гол на Јована Димитровска. Се радуваат сите. Браво, Јована! Браво, Јована! Грешат овде за коментарките на Јехона. Остануваат на 19 поени. Веќе 35 за домашниот тим. Јована! Георгиевска и Јовановска комбинираат. Дали ќе прифати Вирченска? Така е. И ќе даде гол. Дали? Не дава. Брани Ѓоргиевска. Но земаме топка. Тука е Јовановска да ја исправи ова. Овој неуспешен обид претходно на незините соиграчи. Антонија Гоцевска живи ги фаќа веќе. Манова дали ќе стигне до топката? Не. Беше тоа обид да се проигра. Нема гол и кај гостиварчанки и тие остануваат со 19 поени. Георгиевска, топка кон Манова, Вирченска.
како да се нагледала голманката на гостинките на Вирченска, не и дава да постигне гол. Сега брзање по теренот, а сето тоа е во корист на домашниот тим. Јовановска кон Георгиевска, Ќурчиска еве ја со незиниот, ако не се лажам, прв гол. (38-19). Игра со нога, можност да се проигра Манова, да видиме. Се случува и ова, во најлюба желба секако. И бабата на Манова некогаш беше ракометарка, по незините стапки и внуката. А сега Георгиевска не простува, 39-19. Грешат право во раците на Трајковска. Ќурчиска ќе ја проигра Јовановска, која вакви работи не промашува. Сепак ова излезе многу убедлива победа на Делчевки. 40 погодок. Само 19 гостинките од Гостивар. Сега Георгиевска и Ќурчиска. Така е, ќе и даде можност на Ќурчиска да го постигне вториот гол. Тотален распад кај гостинките. Тотален распад на играта на гостинките. 41-19. И не дозволува Антонија Гоцевска. Вирченска ја прифаќа оваа топка за секој случај. 56-та минута започнува. Престап. Опасно, нема гол. Брани Гоцевска. Георгиевска зема залет. Додава до Вирченска. Топката кај Јовановска. Ќе ја проигра Ќурчиска и ќе го постигне ли третиот гол. Фаулирана била Велацу, видите. Ајде! Јави се, Велко! Јави се, Велко! Јарки пат! Маре! Маре! Бараат повторно да биде изведен овој Јаня! прекршок судиите. Георгиевска. Сите сме! Стекај не! Седите! Не да! Одете тука не сите! Седувај! Сед таму доле! Нема гол. 41-19. Така е. Право. Ајде, Еки! Ајде, Еки! Абе, на Еки коса долу. Валери, на мој телефон да не снимам. Види? Браво! Това е чист пенал.
Ти црвен. Директ. Дури во овој обид 20 погодов за семача 10 минути на коментарките на Екона да дојдат до 20-тиот погодов. Наспроти 41 во моментот има 21 гол за останување за Делчевски. Беше тоа можност за Кускинска да даде гол. Грешат сега Костиварчанки, нема фаул овде. Не простува Јобановска за 42-20. Завршни 48 секунди од овој натпревар. Најефикасниот играч на овој натпревар, би го прогласиле слободно за играч на натпреварот, би ја прогласиле Мелита Јовановска. Тука може заедно со неа рамо до рамо да застане голманот Антонија Боцевска, Турчиска, Кускинска и гол! Тоа е тоа. Најголема радост за неа. 59, 57 и 8 веќе заврши овој натпревар. Обид за нов гол, нема гол. Крај на натпреварот. Се радува публиката, се радуваат ракометарките. Тоа беше се од овој натпревар, почитувани гледачи. Ви благодарам за вниманието.